Двајцата први председатели на Македонија имале средби со научниците од Универзитетот Колумбија за истражувачкиот проект за мозоци, преку кој мозочни ткива на македонски починати пациенти биле транспортирани во САД, стои во изданието на научната студија од проектот, издадена 2014 година. Наведено е дека средбите биле за да се објаснат целите и придобивките од проектот. Биле планирани средби и со новинари и владини службеници. Првите двајца председатели беа Киро Глигоров и Борис Трајковски, што значи дека средбите биле пред 2004 година. Во тој период мозочните ткива биле земани од починати пациенти во психијатриската болница во Бардовци, дознала во своето истражување поранешната новинарка Менче Точи. Дали семејствата знаеле за такво нешто и како тие мозоци излегувале од државата, ако во царината не знаат ништо, дали по вообичаени летови, дали специјални летови, што е со законот? Веројатно и во специјални услови мора да бидат пренесувани. И специјални услови, што е со тоа е долг лет, што е со законот? Законот не го дозволуваше тоа. Од друга страна, за целите на проектот бил формиран посебен етички комитет на медицинскиот факултет, рече професорот Дума, кој тврди дека за сите пациенти имало дозвола за научна употреба на мозочни ткива и дека била вршена и психолошка обдукција за починатите. Тој етички комитет ги анализираше по иста постапка, иста процедура како на американските етички комитети, кои беа по меѓународни норми и стандарди, ги анализираше елементите од нивен интерес, од нивниот аспект, од аспект на етиката и човековите права. Македонската јавност очекува одговори за текот и достигнувањата на научниот проект и дали треба да има истрага, научна и кривична, за регуларноста на проектот почнат пред точно 30 години, кој траел 2 децении. Прва предност што ја добиваме од работењето во Македонија е времето и ентузијазмот што нашите соработници ги вложуваат во работата. Друга е релативното отсуство на бирократија, безцелни тужби се речиси невозможни, а заштитата на приватноста, иако е регулирана, е помалку оптоварувачка отколку во земјите што можат да си дозволат поголемо законодавство. Старата студија и информации добија внимание во јавноста поради тоа што се спомнати преку новинарски текст во Епстин документите од истрагата за озлогласениот американски педофил и злоставувач.